As expected, Bulgaria vetoed holding the first intergovernmental conference. Како што се очекуваше, Бугарија стави вето за Северна Македонија и Албанија да почнат преговори со Европската унија. Председавачот Германија најави дека сепак е прашање на време да се откочи процесот. Is it? Well, ultimately, yes. It would be much quicker and much more efficient if the EU didn't operate. Евентуално да, би било побрзо и поефикасно ако ЕУ не функционира со апсолутен консензус. Например, ако имаат систем со мнозинско усвојување или постигнување консензус без согласност од една членка. Тогаш веќе ќе беа почнати преговорите. Лош ден е кога земја во ЕУ блокира сосед кон унијата. What's the newest challenge for Brussels? Кој е најголем предизвик за Брисел во контекст на проширувањето? Well, the challenge for Brussels... Предизвикот за Брисел е дека е обврзан да ги внесе сите земји од Западниот Балкан, но има и прашања како тоа дали Бугарија беше квалификувана за влез во ЕУ кога беше примена. Веројатно Северна Македонија би била многу понапред во пристапниот процес. This is not just threatening to derail the EU accession process for North Macedonia. Последната одлука од Бугарија не само што го затвори патот за Северна Македонија, туку ги поткопа и европските заеднички вредности. I would say that the danger is that faith in the EU is going to decline as a result of this. Би рекол дека опасноста е што вербата во ЕУ ќе опаѓа по ветото. На Бугарија ќе се гледа како на дестабилизатор во регионот и ќе има зголемено влијание од Москва. Тоа и оди во прилог на руската политика. Македонија и Албанија да се блокираат на патот кон ЕУ. Мистер Бугајски, what should be the role of the new US administration of President-elect Biden? Како ја гледате улогата на идната администрација во Вашингтон на новоизбраниот председател Бајден во олеснување на некои мали, незначителни, кои може да станат тешки прашања за понатамошна интеграција на Западниот Балкан? Well, we saw even during the Trump administration. Видовме уште во време на администрацијата на Трамп како инволвираноста од американската администрација успеа да го оконча прашањето меѓу Грција и Македонија околу официјалното име на земјата. Американската ангажираност направи возможно решение за тој спор. Слично, САД мора да бидат поинволвирани со Софија и Скопје во обид за некој вид на договор, на компромис. Во спротивно ќе се охрабрат надворешните сили, чија цел е дестабилизирање на регионот. Socialists and Democrats are calling Bulgarian Prime Minister. Социјалистите и демократите во Бугарија го повикаа премиерот Борисов да не го блокира процесот на проширување само за да ја зачува коалицијата со хардлайнерите. Колку е реалистичен почетокот на преговори за Северна Македонија до крајот на годината? Before the end of this year, it doesn't look possible unless there's some major change of heart in Bulgaria. Не изгледа возможно до крајот на годината доколку не се случи нагла промена во Бугарија. Веројатно тоа би се случило по инаугурацијата на Бајден, зашто би имало поголем фокус врз прашањето. САД и ЕУ мора да работат заедно. Го поздравувам државничкото однесување на премиерот Заев кој не дозволи да биде испровоциран од Софија. Мислам дека Северна Македонија ќе излезе подобра од оваа ситуација. Thank you very much for the interview, Mr. Bugaјски. Thank you, Jana.